Денес во нашава организација Локален музеј галерија Кавадарци можам да нагласам дека имаме еден несекојдневен настан, примопредавање на еден многу значаен експонат, раритетен експонат или документ, ако може така да го наречам, документна маншетна, кој што ни е подарен од страна на господинот доктор Перо Пењушков, наш ценет и почитуван доктор од Ваташа, а кој го добил од страна на Олга, доктор Олга Ангеловска, која што денес живее во Република Хрватска, во Пула, а тоа е всушност керка на познатиот наш револуционер Боро Ангелковски Ваташки. Што значи дека денес, како што спомнав на почетокот, имаме прекрасен настан. Овој настан, ова ситуација, ова, како би ја нарекла, на некој начин порака, веќе беше во јавноста, значи пласирана, така да она што е ново е тоа што веќе денес го имаме во рака. Ја имаме во рака маншетната, тоест документот кој што бил пратен од Боро Ваташки, Ангеловски Ваташки. Ја користам приликата, нели, да укажам голема срдечна благодарност до доктор Перо Пењушков, исто така до господја Олга Ангеловска, керката, нели, на Боро Ангеловски Ваташки, за тоа што, нели, остапила простор на нашава институција, Локален музеј галерија Кавадарци, да го чуваме, негуваме и презентираме понатаму. И покри тоа што до денес, како што реков, веќе имаме пласирано во јавноста, значи го имаме пласирано во јавноста овој документ на она што е за прв пат, го имаме во рака, го држиме во рака и тоа од раката на доктор Пењушков ни е предаден токму на нас. Понатаму, како што реков, нашите историчари ќе го, нели, ќе се постапката понатаму продолжат, ќе го внесат во инвентарна, во влезна книга, ќе биде процесуиран понатаму, документиран и секако ќе биде, секако мислам, се надевам дека ќе биде и презентиран пред пошироката јавност како многу важен и значаен документ од едно, значи, не многу далечно минато за време на Народно-ослободителната војна. Уште еднаш голема благодарност до ценетиот наш доктор господин Пењушков и до господја Олга Ангеловска. Би сакал да се заблагодарам на убавите зборови на директорката и не би требало да им се благодаруваат мене. На нас македонците ни е обврска, да ја негуваме, да ја чуваме нашата историја, нашата култура и нашиот фолклор. Исто да ви се заблагодарам и на вас медиумите кои што се одзовте несебично, несрдечно на ова покана. Добро знаете дека покрај, нели, мојата професија, медицината, фолклорот ми е моја пасија и моја животен сопатник и секој, нели, нашето културно историско богатство. Пред неколку денови бевме заедно со ансамблот на Стефче Стојковски, кај сум јас долгогодишен член, поканети на турнеја на настап во Хрватска, Република Хрватска, во нашата братска Република Хрватска, поточно во Пула, каде што живеат околу 300 македонци, меѓу другите таму живее и нашата сограѓанка Олга Ангеловска, која што е ќерка на нашиот прекален ценет револуционер Борката Ваташки, кој што заедно со неговите двајца браќа се го ростаси и се втемелени во славната ваташка и македонска револуционерна историја, кои што несебично се борја, се залагаа за денешната слободна Република Македонија и за, нели, денешните светли денови кои што ние ги живееме. Ние имавме концерт во Пула и јас пратив аманет. Олга мене не ме познаваше, реков дека доаѓа човек од Ваташа, ја поздравувам многу и сакам да се видиме. Искрено да ви кажам, граѓаните во Пула сите ја познаваат Олга, таа важи за еден многу вреден доктор, еминентен, почитуван, ценет доктор, кој што покрај во здравството како гинеколог работи како овластен преведувач за судски преведувач за Македонија, за медицинските
документи и исто така еден од основачите на македонските културни фолклорни друштва во Република Хрватска и е еден од основачите на македонските училишта во кои што учат многу дечиња на нашите македонци, се разбира нели кои други од другите народи сакаат да изучуваат македонски јазик. Таа несебично се одзва дојде на концертот, имавме доста емоции и радости, и така и солзи кога се видовме, и воздишки. И во еден неврзан разговор, меѓу другото, јас го инициирав прашањето што со манжетната која што ја везал незиниот татко, со конци кои што ги парал од затворничките алишта, со игла и на која што се наоѓаат на кошулата и траги од крв. Што е незината идеја за Војднина? Ви заедно донесовме одлука дека местото на овој историски артефакт, или како што рече вашата колешка Миријана, на реликвија да биде овде во Македонија и во музејот нели на Кавадарци, од каде што и потекнуваат нели фамилијата Ангеловски. Јас се заложив да го донесам овој документ во музејот и пред се една голема благодарност за широкото срце на нашата колешка Олга, која што рече дека да, исто и незината желба е да биде овдека тој документ. Исто така сакам да истакнам дека културната, фолклорната, националната борба на Македонија не завршила 45 година. Таа траи и треба да биде најсилна сега и да таи во иднина.